Од собраниската говорница премиерот предупреди: пензионерите се обесправени и ќе останат без покачувањето на пензиите. Уставен експресно му возврати дека се уште нема никаква одлука. Ова следува една недела откако судот одлучи да отвори предмет за линеарното зголемување на пензиите и на сопствена иницијатива да преиспитува дали зголемувањето од вкупно 2000 денари е во согласност со уставот. На денешните пратенички прашања во собранието претседателот на владата Мицкоски испрати низ за обвинување на адреса на судијата известител Добрила Кацарска. Таа судика за која што сите зборуваме, која што беше архетип на неправдата во судството, заедно со една друга обвинителка, која што беше исто така вториот столб на тој архетип на неправдата во судството едно време и кој што соучествуваа во она чанта наречена од брендот Луи Витон, се тие кои што денеска им пречи линеарното зголемување на пензиите на пензионерите. 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика која што е дел од Уставниот суд. Уставниот суд веќе се огласи и ги негираше обвинувањата од страна на премиерот. Велат дека се уште нема одлука за линеарното зголемување на пензиите, односно за членот 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Претходно на пензионерите линеарно им беа зголемени пензиите во 2 наврати за вкупно 5000 денари, но ова веќе е застарен предмет. Судот укажува дека на 24-та седница одржана на 19 ноември 2025 година со мнозинство гласови изрази сомнеж во уставноста на членот 2 од законот. Во тек е втората фаза од постапката во која се барат мислења од доносителот и од предлагачите на законот, пошто ќе следува конечна одлука. Јавноста ќе биде известена кога овој предмет ќе биде ставен на седница за гласање. Со измените на законот е вметната одредба и дека пензиите се исплаќаат на територијата на државата. Оние кои живеат во странство ја оспорија ваквата одлука, па Уставниот суд и за ова има добиена иницијатива, но за таа допрва ќе одлучува.